Се наоѓаме на улицата Салвадор Аленде во скопската населба Водно. Ова место стана топ тема во јавноста откако минатата недела истражител на СЈО беше уапсен бидејќи фотографирал згради на оваа локација. Кои се овие згради? Кој стои позади нив? Кој ги обезбедува? Дали жителите на оваа улица слушнале дека некој живее тука? Екипата на 360 степени оди чекор понатаму и се обидува да ви донесе одговор на овие прашања. Во една од овие две идентични згради, левата на вашиот екран, според изјава на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и серија медиумски извештаи, живее екс-директорот на УБК Сашо Мијалков. Двата објекта се на повеќе ката, а меѓу двете згради има и стражарска куќичка во која е сместено обезбедување. Во објектите се влегува речиси директно од улица, од сосема мал тротоар покрај нив. Видливи се големи автоматски врати за влез во гаражи. Од задната страна зградите се поврзани со уште еден влез и излез на погорната улица, односно Тодор Александров. И од таа страна повторно ве пречекува обезбедување. Стражарницата е поставена пред висока дрвена порта, на која се изгравирани две стилизирани букви С и А на латиница. Можеби случајно, тие кореспондираат со првите букви од имињата на домакините Сашо и Александра. Снимање одблиску не е дозволено. Сакаме да направиме инсерти тука, дали може? Не. Жал не може. Да видам дека снимате сега ќе биде јавно дека сте снимале. А зошто не може да снимам? Не е дозволено. Во околните згради на истата улица владее речиси потполн молк. Дел од објектите се обезбедувани од СГС. Сепак, успеавме да сретнеме дел од соседите и ги прашавме дали знаат каде живее Сашо Мијалков. Сите ја посочија истата адреса на која претходно се упативме. Тука ни нема ни 20 метра надоле во долницава, лево две исти згради. Исти згради. Во средината меѓу двете згради има кабина, чуват капиталот, или тамо, како ти кажа. Е тука. Балконите се врз тротоарите. Тоа е. Сте го виделе до сега тука? Ја не. Нон-стоп има обезбедување? Да. Не завлагајте во моите интимности. Не знаеш како ти е денеска. Да има стражарница од лева страна. Тука живее. Тука. Има обезбедување нон-стоп таму или? Има секогаш да. Има напред стражара, има секогаш обезбедување. А сте го виделе некогаш? Кај ќе го видиш, него се качува и ходи, кај можеш да го видиш. Станарот го бараше и го најде истражител на СЈО. Од редовното обвинителство отворија постапка за незаконско следење и снимање, но со тоа индиректно потврдија дека лицето осомничено од СЈО живее токму на оваа адреса.